Четврток, 9 октомври 2025 година, почитувани гледачи, добродојдовте во централниот дневник на КТВ телевизија. А во него детали за сите актуелни теми со кои го одбележавме денот во Вардарскиот регион. Следете не. Во Кавадарци денеска се одржа комеморација во чест на поранешниот градоначалник на Кавадарци и пратеник Панчо Минов. Во Домот на културата Иван Мазов Климе во Кавадарци денеска се одржа комеморативна седница во чест на Панчо Минов, поранешен градоначалник на општината, пратеник во 4 парламентарни состави и истакнат општествен и политички работник. На комеморацијата присуствуваа членови на неговото семејство, пријатели, колеги и бројни сограѓани, како и представници на јавниот и политичкиот живот. За животот и делото на Минов зборуваа неговата ќерка Лимбе, синот Петар, председателот на Советот на општина Кавадарци доктор Стојан Чорамов и градоначалникот Митко Јанчев. Денес не е лесен ден за моето семејство. Не е лесен ден и за нашиот град Кавадарци и за сите што го познаваа Панчо Минов. Денес не испраќаме само еден политичар, ниту само еден јавен службеник, туку еден човек со големо срце, со уште поголема душа и со живот посветен на службата кон неговите луѓе во Кавадарци и околината. За јавноста, татко ми беше човекот кој беше дел од првиот собраниски состав, што ја изгласа независноста на Македонија. Не беше само обична функција, туку беше должност, љубов и чест. Беше посветен кон обединување на сите луѓе во градот, на оние кои што се во градот, надвор од него или далеко во историјата. Секогаш застануваше во одбрана на земјоделците, лозарите, честниот човек што рано станува за да создаде нешто свое. Тоа беа луѓето со кои што најмногу сакаше да си разговара, најмногу ги разбираше. Им подаваше на сите рака на кои ќе му се обратат. Не правеше разлика меѓу мој и твој, туку само помеѓу вистинското и праведното. Веруваше во солидарност, заедништво и топла човечка комуникација. Знаеше дека политиката без човек нема смисла. Но за сето тоа, зад титулите и позициите, за мене тој беше татко. Мојата светла звезда, мојата најголема поддршка, човек со кој можев да зборувам се. Човек кој ме водеше, кој ме советуваше, кој никогаш не се откажа од семејството. Никога во обврските беа големи, никога времето беше кратко. Имаше душа полна со музика и срце полно со шеги. Сакавме да се смееме заедно, иако, морам да признам, неговите шеги беа секогаш на туѓа сметка, а никогаш на негова. Се надевам дека неговиот живот ќе биде пример за сегашните и идни политичари кои треба да се борат не само за функција, туку за разговор со обичниот граѓанин, за разбирање, за посветеност. Се надевам дека ќе биде пример и за родителите и за семејствата. За тоа колку е важно да се слушнеме, да си кажеме, да негуваме љубов и почит секој ден, додека имаме време. Тато, ти благодарам за зборовите, за поддршката, за љубовта, за тоа што беше мој татко, а за многумина човек за почит. Нека ти е лесна земјата и нека одзвонува музиката што толку ја сакаше. Со неверување и тага ја примив веста за смртта на Панчо Минов. Најистакнат кавадаречки политичар со богато политичко делување. Со особено залагање за лозарите во Тиквешкиот регион, секогаш знаеше да застане рамо до рамо со нив и да се бори за нивните интереси. Панчо Минов остави неизбришлива трага како дел од првиот парламентарен состав, што ја донесе одлуката за нашата независна Република Македонија. Потоа, како долгогодишен пратеник, никогаш не беше тивок. Напротив, се бореше за важни промени, за правда и демократија. Ние, кавадарчаните, ќе го паметиме како градоначалник кој вистински го сакаше нашиот и неговиот град. Од моје име и од име на Советот на општина Кавадарци изразувам длабоко сочувство
до неговото семејство, неговите роднини, блиски и пријатели. Вечна му слава. Исто со неверување, со длабока тага и со искрено сочувство према семејството Минови ја прими веста за смртта на господинот Панчо Минов. Панчо Минов не беше обичен човек. Панчо Минов беше човек кој што твореше, работеше во интерес на општина Кавадарци и на нашата држава Македонија. Како и пратеник во првиот парламентарен состав на Собранието и со гласењето за независна Македонија се пиша во делот на парламентарниот прв состав. Со неговото политичко дејствување успеа да биде 2 мандата градоначалник на општина Кавадарци во еден поизненат и тежок период, кога општините беа во завидно ниво и беа што толку формирани. Меѓутоа, неговата визија и љубов кон Кавадарци, заедно со неговиот тим кој што го створи, успеа Кавадарци во тој период да го впишат на мапата на градови кои што се развиваат. Градови кои што знаат да творат, градови во кои што народот се чувствуваше убаво и секогаш беше на страна на луѓето, на земјоделците, на своите другари и пријатели. Морам да кажем и да спомнам дека го познавам од по-млади години. Беа пријатели со мојот покоен татко, за жал кој што и тој многу млад почина. Меѓутоа, дружбата продолжи и со семејство Минови и со господинот Панчо Минов. Од секогаш ми викаше: ти си пргаво дете и имаш предпозиции за да можеш да раководиш. Не го сваќав никога сериозно, меѓутоа дојде моментот кога успеав да станам градоначалник на општина Кавадарци 2017 и да ги слушам неговите совети во делот на политиката, неговите совети во делот на функционирањето на јавниот живот и она што значи Кавадарци. Како градоначалник, а тој како пратеник уште 2 мандата, никогаш од мене не поборал ништо лично. Секој разговор и секоја тема на водење на разговор било Кавадарци, било државата и било јавниот интерес. Било борбата за земјоделците, било борбата за пензионерите и било борбата да Кавадарци добие нешто повише и од централната власт, меѓутоа и од делот на инвеститори. Во најмалку 10 наврати има дојдено со потенцијални бизнес инвеститори од Турција, Хрватска, Словенија. И тоа го сакаше и го чувствуваше во себе да може да донеси нешто за Кавадарци, да се направи плюс, за да се развива општината и за да може кавадарчани да бидат препознати. Зборот Кавадарчани му беше пред се и мислам дека никогаш не ги заборави ни во еден момент, без разлика на неговата функција политичка, позиција или ниво. Целото тоа кое што го вложи и сварејќи дел нормално во семејството, изгради прекрасно семејство, кој што веќе се возрастни луѓе и неговата сопруга Минова и двете деца кои што веќе се луѓе со фамилија. Бидете горди и бидете мудри на зборовите на вашиот татко и бидете горди на неговите дела. Кавадарци секогаш ќе го памети по убаво, Кавадарци ќе го памети по неговите добри дела и кавадарчани ќе кажуваат ова е од времето на Панчо Минов. Тоа никогаш нема да се заборави. Како негов пријател пред се, сакам за крај да изразам големо сочувство према семејство, према пријателите, према сите сограѓани за загубениот премлад живот и би сакал да кажам за крај да почива во мир, делата да бидат вечни и нека му е вечна славата. Секогаш обожаваше со листови да работи, па ќе ја следам неговата традиција. И да ги оставам неговите научари, да гледа.
И јас пак ќе се вратам. Најомилениот дел од параходот на мојот татко, нашиот Панчо Минов. Верувам дека е така. Ќе се враќа во нашите мисли, сите спомени и поминати моменти со голем човек, со стена од срце. Вистинската сила на една личност доаѓа од позитивните обкружувања, фамилија, пријателство и ретроспектива на достигнувања. Тие три аспекти го одржуваат човека силен и комплетен во патеката на животот. Панчо ги поседуваше сите три. Неговите афинитети, тоа што го дефинираше како личност, беше немерливо со бројки и неописливо со зборови. Исполнет со посветеност и љубов, својот живот го живееше точно како што сакаше и како што го замислуваше. Не му беше познат терминот пречка, знаеше само за предизвици кои умешно и сталежно ги надминуваше со смирен карактер и чиста совест. Печатот кој го остави на македонската сцена е кумулатив на неговата граѓанска ориентираност, интегритет, застапување на интересите на обичниот човек и борец за правичниот и демократски вредности. Денес, кога се соочуваме со реалноста дека нашиот Панчо не е повеќе меѓу нас, сознаваме дека загубивме столб на заедницата. Постои една мудра изрека: кога ќе го изгубиш таткото, губиш заштита од бурите во животот. Но тука во нашите македонски простори, кога заминува човек како него, целата заедница губи дел од својата сила. Неговото наследство не се мери само во годините на јавна служба, туку во начинот на кој што успеа да биде посветен семеен човек и предан службеник на народот, зашто јас сегдаш бев љубоморен за тоа што морав да го делам со граѓанството. Тој беше мост меѓу генерациите, визионер, кој учествуваше во темелните одлуки за нашето општество и држава. Неговата енергија ќе живее во соградот, кој безрезервно го сакаше, со цело срце и душа, неговата светлина ќе свети низ сите животи што ги допре и низ наследството што ни го остави. Да служиме со чест, да сакаме без граници, да живееме со идеалите на соживот, почит и солидарност. Ќе ја завршам комеморативната седница со две работи по кои што ќе го паметам мојот татко. Неговата животна порака за неговите поколенија која гласи: прави му на човека добро, никогаш лошо. Животот е круг, потребни се добри луѓе. И еден дел од неговите говори, кој што ми е всаден во сеќавањата како дете, токму во оваа просторија, и тој го кажа следното: за крај, сосема лично, со голема љубов за тебе, Кавадарци, живееме, работиме и безрезервно те сакаме. Збогум, тато, че ми не достигаат утринските прошетки во парк, твоите досетливи забелешки за тоа како да се града како личност и константно да те подобрувам. Ти си мојот шампион за секогаш. Панчо Минов остави длабока трага во развојот на Кавадарци и во локалниот политички живот. Во своите 2 мандати како градоначалник беше препознат по активната посветеност кон развојот на инфраструктурата и јавните услуги, а како пратеник се залагаше за интересите на граѓаните од Тиквешијата. Со неговата смиреност, непосредност и посветеност кон заедницата ќе остане запаметен како човек кој целиот свој работен век го посвети на јавниот интерес. По смртта на Панчо Минов, носител на независната листа кандидати за советници за предстојните локални избори, е неговата ќерка Лимба Минова Златевска. Информацијата ја потврдија од Општинската изборна комисија Кавадарци.
Синоќа во 18 часот и 30 минути во СВР Велес се пријавено дека биле оштетени влезна врата и прозори на штаб на политичка партија во Градско. Увид извршила увидна екипа од СВР Велес и се превземаат мерки за расчистување на настанот, информираат од СВР Велес. Кампањата и изборниот процес секојдневно се нарушуваат со некакви инциденти, провокации или злоупотреба на институциите кои наместо за граѓаните се ставени во функција на ДПМНЕ, реагираа денеска од СДСМ. Во соопштението се додава дека синоќа биле искршени стаклена врата и стаклен прозор на изборен штаб на СДСМ во Градско. Овој насилнички и вандалски чин го покажува стравот на власта од изборен пораз во Градско. Бидејќи нема што да им понуди на граѓаните, ДПМНЕ прибегнува кон валкани методи и кршење на демократските стандарди, велат од СДСМ. Во третиот мандат ќе се отвори граничниот премин Пулјевац. Досега интензивно се работеше на овој проект, рече на пресконференција кандидатот за градоначалник на Кавадарци од ВМРО ДПМНЕ Митко Јанчев. Почитувани кавадарчани, верувам дека ќе се спомене проектот за отварање на граничниот премин Пулјевац. Че речите дека овој проект се презентира веќе долго време, но на вистина е дека целиот процес е доста макотрпен, бара многу посветеност, административни препреки и добро менаџирање. За третиот градоначалнички мандат, заедно со мојата матична партија ВМРО ДПМНЕ, планираме да реализираме постуштински и постратешки проекти. Еден од нив е Македонија да добие нов граничен премин со Република Грција, граничен премин Пулјевац. Со тоа општина Кавадац ќе добие сосема нова димензија во поглед на стратешките врски со целата земја, како и спојувањето со соседна Република Грција. Со реализацијата на овој проект очекувам туризмот и економските размени да се кренат на многу повисоко ниво и Кавадац да забележи значителен напредок во својот развој. Ние сме тука и го бараме третиот мандат за проекти кои што се незавршени веќе 40 години. Граничниот премин Пулјевац е споменат првпат во 1991 година. Така да реалноста стигнува и во овој 4-годишен мандат ќе биде завршен во целост граничниот премин. За твоето место, за твојата иднина, твојот човек. Кандидатот за советник во Кавадаричкиот совет од советничката листа на ВМРО ДПМНЕ Петар Николов најавува изградба на современ биопазар во Кавадарци. Почитувани граѓани, добар ден. Во нашата изборна програма имаме проект кој ќе биде реализиран за прв пат токму во нашата општина. Изградба на нов модерен биопазар во Кавадарци. Инвестиција во здравјето, земјоделието и локалниот развој. Ваков вид на пазар ќе биде прв од ваков вид во Тиквешкиот регион. Овој проект има за цел да обезбеди современ, уреден и сертифициран простор каде локалните земјоделци, органски производители и мали семејни бизниси ќе можат директно да ги продаваат своите производи без посредници, по фер цени, со зголемена доверба кон потрошувачите. Со овој капитален проект инвестираме во 3 столба: здравјето на граѓаните, економската моќ на нашите производители и одржливата иднина на Кавадарци. Ова е простор каде локалните производи добиваат вистинско значење. Клучни карактеристики на биопазарот се: простори за продажба на органски производи, мед, преработки и домашни производи, сирење, кашкавал, урда, путери од јаткасти плодови и слично. Објектот ќе биде поделен на 15 деловни единици. Овој проект е дел од визијата за Кавадарци како еколошки одговорна и економски динамична општина, кој ги потикнува локалните производители, кој скратува синџирот на снабдување и ја зголемува свесноста за здравите животни навики. Пазарот ќе биде изграден во зона со комерцијална и деловна намена. Ова значи поддршка за рурален и еко развој. За твојот човек, твоето место, за твојата иднина. СДСМ воведе праведен модел и ги изголеми субвенциите. Сега земјоделците се понижени. Порака од лидерот на СДСМ на предизборна трибина. Гледате дека имаме власт која нема чувство за реалност. Власт што живее во статистики
нарачени анкети, реклами, а не меѓу луѓето и нивните проблеми. Имаме власт што го сврте грбот на работниците, на земјоделците, на пензионерите, на студентите, на секој еден човек што се бори да преживее честно. Земјоделците кои се гордоста на оваа земја денес се целосно понижени. Што ветуваше ВМРО-ДПМН? Сигурен откуп, фер цени, редовни субвенции. Разочарување додека гледаат како маката едноставно на земјоделците скапува на нивите. Пиперките ги истураат на улица поради ниската откупна цена. Владата на Христијан Мицковски ветуваше 45 денари по килограм, а во реалноста е само 20. И тие 20 не ги плаќаат на време. Жалосно е во срцето на Пелагонија, во местото што е символ за честна работа, упорност и резултат, родот да се исфрла на улица, поради негрижата и катастрофалните политики на ВМРО-ДПМН. Предупредуваме, следната година ќе има најниско производство. Субвенциите од минатата година се уште не се исплатени, само 30%, а семејствата кои цела година работеа и ги чекаа парите што им припаѓаат за нивниот труд да се стигнати. И житото е оставено без подршка. Го укинале и додатокот од 3 денари по килограм жито. На сточарите исто така. Субвенциите намалени од 12 на 8.000 денари по грло добиток. Очигледно е, почитувани присутни, дека на нив им е поважно да се сликаат, да прават пиар и да измислуваат бројки, наместо да излезат, да ги погледнат луѓето и да се соочат со проблемите со кои што тие живеат. Филипче трча на изборите за да го спроведе планот и шемата на Заев со Бугарија, а не за граѓаните, обвини на денешната пресконференција Бране Петрушевски од ВМРО-ДПМН. Филипче трча на избори за да го спроведе планот и шемата на Заев со Бугарија, а не за граѓаните. Венко Филипче посвети цел предизборен и изборен период на една единствена работа – подметнување на тројанскиот коњ преку така наречената за етничка резолуција, за да и даде нов бомбон на бизнис на Бугарија, кој Заев го договорил. А што договорили Заев? Тој првин добил куферче, а дал стик со материјали и ветување и шема за превземање на 2 големи македонски фирми од фирми блиски до поранешен бугарски премиер. Се што прави Венко Филипче во оваа кампања е во насока на реализација на планот на Заев, односно создавање на услови за некогаш тоа да се случи. Планот сепак не им оди од рака, затоа што се разоткриени и затоа што СДС на овие избори ќе доживее уште еден историски дебакал, како што доживеа и на претходните избори. Планот и шемата на Заев, по која работи Филипче, не успева, народот го прочита СДС. Македонија не е и нема да биде нивна паричка за подкусурување. Од коалицијата Искуство за успех на денешната пресконференција носителот на советничката листа на општина Росоман Спасе Ристевски и коносителот Веле Коцев представија дел од приоритетните проекти во изборната програма. Почитувани сограѓани, јас сум Спасе Ристевски, приватен стопанственик и менаџер повеќе од 25 години. Носител сум на советничката листа Искуство за успех подреден број 1. Во наредните 4 години, како членови на Советот на општина Росоман, ќе се залагаме за поголема енергетска ефикасност за заштита на енергијата. Ќе се залагаме за монтажа на фотоволтаици и топлински пумпи во јавните установи во општина Росоман. Со тоа, не само што ќе ги намалиме трошковите, туку и ќе оствариме дополнителни приходи кои подоцна ќе ги инвестираме во развој на образованието. Понатаму, ќе се залагаме за уредување на кванташки пазар, за уредување и тампонирање на кругот на пазарот, за изградба на јавни тоалети, за довод на технолошка и пивка вода, за поседување на дрва во кругот на пазарот. Се со цел да направиме подобри услови за продажба на земјоделските производи и да привлечеме дополнителни група на купувачи.
Понатаму, ќе се залагаме за субвенционирање на домаќинствата, ќе субвенционираме соларни системи, ќе субвенционираме замена на стари во нови енергетски прозори, ќе субвенционираме и за искуп на бунари и пумпи во зоните каде што има недостаток на вода. Покрај овие проекти, дополнително ќе се залагаме и за донесување урбанистички планови во сите населени места. Ќе дадеме поддршка за спортот и спортските работници. Ќе дадеме поддршка за културниот живот, како и поддршка за чиста и зелена општина. Почитувани, ја барам вашата поддршка на 19 октомври. Излезете и гласајте за број 1. Гласајте за повеќе резултати, помалку изговори. Гласајте за искуство во Советот, за успех во општина Росоман. Почитувани жители на општина Росоман, јас сум Веле Коцев од село Сирково. Кандидат сум за советник во општина Росоман од коалицијата Искуство за успех. Подреден број 1. По занимање сум земјоделец. Моето животно мото е работа и само работа, затоа што Холандија ја создадоа холанѓаните, Кина ја водат инженерите. Имаме животно, професионално и едукативно искуство од областа на земјоделието и знаеме како да ги надминиме проблемите. Имаме визија за подобар живот во општина Росоман. Затоа ве повикувам на 19 октомври, излезете на гласање и дајте го гласот за советничката листа подреден број 1 за повеќе резултати, помалку изговори. Левица оствари средба со граѓаните во Неготино, на која присуствуваше и председателот на партијата Димитар Апасиев. Носителот на советничката листа на Левица за Неготино Никола Ламбев и останатите кандидати за советници. На овие локални избори излегуваме со чиста намера и јасен став. Неготино заслужува локална власт што ќе работи за сите, а не само за одредена цел и за одредени граѓани во општината. Доста беа импровизации, лаги и нереализирани проекти во Неготино. Време е да се врати гласот на народот во Советот на општина Неготино. Убеден сум дека на овие избори Неготино ќе излезе јасна порака дека е доста од лоши политики, партиски и фамилиарни вработувања и непотизам. Нашата советничка листа е составена од обични луѓе со борбен карактер, непоткупливи, директни и чести. Да ја вратиме контролата што е недостатства на општина Неготино. Ќе зборуваме кога другите молчат, се кријат и гласат по партиска линија. Ќе делуваме исто како претходните 4 години во Советот како нашиот советник Леон Ристов. Во нашата програма се залагаме за реални проекти, а не за лажни ветувања и мегаломански натати што остануваат само на хартија. Наместо шминки на улици пред избори бараме вистинска инфраструктура низ цела општина, инвестиции во водовод, канализација и чиста животна средина. И конечно после 30 години да се направи модерниот парк позади спортската сала Младост. Затоа ги повикуваме сите разочарани, незадоволни граѓани на општина Неготино на 19 октомври да го дават својот глас за Левица. Измени на Законот за додадена вредност кои се во собраниска процедура најавуваат плаќање на ДДВ и за помалку пратки од Тему. За малите пратки кои ги нарачуваме преку Тему, Шеин, Алиекспрес, Амазон и од други интернет продавници од странство, наскоро ќе треба да плаќаме ДДВ од 18%. Но за мали пратки кои ги добиваме од роднини од странство, нема да се плаќа данок под услов нивната вредност да не надминува 22 евра. Ово го предвидуваат измените на Законот за данок на додадена вредност кои се во собраниска процедура и ќе се разгледуваат по локалните избори. Со нив се укинува ослободувањето на увозот на комерцијални мали пратки со вредност до 22 евра, но се воведува ослободување на мали пратки со иста вредност кои ги праќаат физички на физички лица. Предлагачот на измените, Министерството за финансии, ја брише точката 26а од членот 27б, со која малите комерцијални пратки кои доаѓаа од странство со вредност до 22 евра беа ослободени од ДДВ. По усвојувањето на измените, овие пратки ќе треба да поминат низ царинските процедури и за нив ќе треба да се плати ДДВ.
Во дневникот информации од спортот. Ракометарите на Тиквеш во сабота во ЕХФ Европскиот куп му гостуваат на турскиот шампион Бешикташ. Кавадарчани средбата од седмото коло на домашен терен со Еврофарм Пелистер ја презакажаа за 16 октомври. Во мажката ракометна Суперлига викендов ќе се одиграат средбите од редовното седмо коло. Всушност, веќе се одигра еден надпревар од ова коло во кое Охрид, со преполовен состав, лесно го совлада Радовиш со 35-17. Оваа средба се одигра порано, бидејќи охриѓани ги чека настап во ЕХФ Европскиот куп. Утре петок, Вардар не би требало да има тешка задача на домашен терен против Прилеп. И Вардар го очекува дуелот со Сесвете во ЕХФ Европскиот куп. Во сабота, Струга ќе го нагости Куманово, а Пролет ќе биде домаќин на Еврофарм Пелистер 2. Интересно се очекува да биде во скопската пресметка во која ќе се сретнат Алкалоид и Бутел. Според последното делегирање, надпреварот помеѓу Тиквеш и Еврофарм Пелистер е презакажан за четврток 16 октомври. Имено битолчани вчера во рамките на Лигата на шампионите играа во Полска, а веќе во среда 15 октомври во Битола ќе ја пречекаат Барселона. И кавадарчани имаат европски обврски, бидејќи веќе оваа сабота во Истанбул ќе играат со турскиот шампион Бешикташ, а потоа за 7 дена на 18 октомври во Кавадарци ќе го одиграат реваншот. Меѓутоа на 16 октомври кавадарчани на надпреварот со Еврофарм Пелистер ќе бидат без тренерот Грчевски, кој во истиот ден има настап со женската сениорска репрезентација на Македонија во Германија во рамките на квалификациите за следното европско првенство. Во сабота од 17 часот Тиквеш Голден Игл ќе го пречека тимот на Кожув. Гевгеличани посакуваат рехабилитација по стартниот пораз, а кавадарчани пред својата публика ќе сакаат да продолжат со успешниот почеток. Кошаркарските суперлигаши полека земаат замав, па затоа за време на викендов ќе ги одиграат средбите од второто коло. Всушност, второто коло почнува веќе утре, и тоа во Битола, каде Пелистер ќе го пречека Чаир. Во сабота на 11 октомври, Ангели ќе го пречекаат Гостивар, а Куманово ќе биде домаќин на Маџари. Овој надпревар заради казната на кумановчани ќе се одигра без присуство на публика. Во дербито на колото во скопската пресметка, ТФТ ќе му биде домаќин на Работнички. Всушност, ова требаше да биде дерби, но поради казната за забрана за ангажирање на странски кошаркари, Работнички беше декласиран во првото коло и ако нешто не се смени во последен момент, исто го очекува и сега. Интересен надпревар се очекува во Кавадарци, каде ќе играат Тиквеш Голден Игл и Кожув. Гевгеличани во првото коло беа изненадени и поразени дома од ТФТ, а кавадарчани ќе сакаат пред своја публика да го потврдат триумфот на гостински терен против Гостивар. Средбата Тиквеш Кожув се игра во сабота во салата Јасмин од 17 часот. Последниот надпревар од второто коло ќе се одигра во недела, кога шампионот МЗТ ќе го нагости тимот на Феникс. И пред самиот крај на дневникот да погледнеме какво време не очекува. Сончево со мала до умерена локална облачност, ќе дува слаб до умерен ветер од северен правец, температура до 19 степени. Почитувани гледачи, ова беа темите на станите со кои го одбележавме денешниот ден. Ви благодариме на вниманието, а веќе за утрешниот следете неповторно во редовните термини 20 и 22 и 30 часот.